Ние лоцирани сме денеска на улица Свети Кирил и Методи, како што може да се забележи, односно подобро да ги асоцирам гледачите, малку подолу од мене се наоѓа кружниот ток кај католичката црква. Сега засека немаме некое топло време како во текот на целиот ден, пријатно и свежо е, а што се однесува до самиот сообраќај, дефинитивно можам да кажам дека имаме умерен број на возила, односно во овој летен период кога многумина се всушност заминати на летување. Дефинитивно Скопје е рај, што би се рекло, за возење низ скопските улици, односно да бидеш учесник во сообраќајот, бидејќи ретко е да имаме метеж или пак сообраќаен застој, но секогаш ги имам оние најфреквентни точки кога станува збор за главниот град, како во текот на целата година, така и во летниот период, односно поголем број на возила сега за разлика од оваа слика која што може да ја видите токму овде, се крстосницата кај црвениот крст и собранието на Република Македонија. Од тука можам да ги споменам и крстосницата кај соборниот храм, крстосницата кај владата на Република Македонија, исто така кај Мавровка, булевар Гоце Делчев, Нова Македонија и Судска палата, а како еден од најфреквентните булевари во текот на целата година. Еве во лето може да се каже во овие рани утренски часови дека има умерен број на возила е булеварот Александар Македонски со улица 16 Македонска бригада во автокоманда. Кога станува збор за булеварот Борис Трајковски во Кисела Вода, каде што и поминавме пред некои 20 на минути, можам да забележам истата слика како и овде на Свети Кирил и Методи, каде што имавме умерен број на возила, немаше никаков застој, ниту пак колони и сообраќајот се одвиваше непречено. Повеќе возила имаше во насоката која што движи кон самиот центар, каде што всушност бевме и ние. Секако кога станува збор за сообраќајот, ќе напоменам да се почитуваат сообраќајните правила и прописи и да не се надминува дозволената брзина со оглед на тоа дека улиците се празни, па многумина го гледаат тоа како можност да ја зголемат брзината и да не внимаваат на сообраќајните правила и прописи. Секако ќе апелирам да се внимава на тоа и на останатите прописи кои секако ако не ги почитуваме ја загрозуваат нашата безбедност во сообраќајот. А кога станува збор за отпадот, знаеме дека од понеделникот на Пладне работниците на јавното предпријатие Комунална хигиена се вратија повторно на работа, каде што почнаа всушност да го чистат самиот отпад, а пред нив всушност работата во своји раце ја презема и некои од градоначалниците на скопските општини, при што го собира отпадот во нивните општини. Според последните информации кои што беа објавени на веб страната на јавното предпријатие Комунална хигиена, можеше всушност да се забележи дека објавиле дека интензивно продолжуваат со чистење на самиот отпад, односно дека континуирано се расчистувало и на повеќе обемни диви депони лоцирани на улиците Џон Кенеди, Благоја Паровиќ, Методија Митевски во општина Чаир, како и на улицата Прашка во општина Карпош. Исто така беше објавено дека се одржуваат и активности, се спроведуваат активности за одржување на хигиената на јавните и сообраќајни површини, односно биле опфатени со самото тоа централното градско подрачје, кеот 13 ноември и старата Скопска чаршија. Што се однесува до овие рани утренски часови, не можевме да забележиме овде во околината некој преполн контейнер, како и минатите денови, неисчистен, но она што можам да го забележам, барем сега засека, е отпад околу мене, во мал број, зборувам на пикавци, пластични стапчиња,
Харти можам да забележам исто така кутии од тапчиња, па и лушпи од банани, не само на тротоарот околу мене, туку и во зелената површина која што можете да ја видите токму на самиот екран. Можеби контейнерите се чистат, но се уште имаме отпад на самите јавни површини каде што и се движиме, но секако тука треба да се напомене дека и дел од граѓаните немаат свест за самото тоа, односно немаат култура во овој дел со оглед на тоа дека и ние самите некогаш знаеме да ја загадуваме природата. Ова е таа слика кога станува збор за отпадот и раните утренски часови. Уште еднаш ќе напоменам за сообраќајот дека токму овде на Свети Кирил и Методи немаме сообраќаен метеж и истиот се одвива непречено, со што со овие информации би го заокружила ова линковско вклучување. Кате, Марко?